Стигна 14-та епизода на Анекта. Во оваа епизода разговаравме со Марк Де Јонг, шеф и ТВ водител. Во Македонија од Белгија доаѓа пред 10 години да го исполни аманетот на својата баба, која по земјотресот во Скопје се сели заедно со своето семејство во Белгија. На јавноста и стана познат по брза кујна во која беше водител и во која готвеше 7 години. Сега јавноста го знае и може да го види на малите екрани со авантурите на Марк, каде што заедно со својата екипа патува низ места и градови во државата и им ја доближува на публиката традиционалната македонска храна, нови автентични рецепти и намирници за кои иако живееме тука повеќето не сме ги пробале и не ги знаеме. Со Марк зборувавме за тоа како тој самиот станал готвач, за неговата работа во ресторант кој има 3 Мишелин звездички, која е разликата помеѓу животот во Белгија и тука во Македонија на Балканот и зашто тој самиот решава никогаш да не се врати назад и својот живот и мир да го најде тука. Уживајте во наредниот час и половина. Не заборавајте да стиснете лайк и сабскрајб на нашиот YouTube канал, да се преплатите на Spotify и да не лайкнете на Facebook и на Instagram. За вас тоа е бесплатно, но за видливоста на нашиот канал тоа ќе значи многу. Затоа што 14 епизоди значат 14 недели макотрпна работа. Нашиот скромен тим од 20 луѓе секојдневно ги спрема прашањата, снима, ја монтира епизодата и ги води социјалните мрежи. Затоа ви би била многу благодарна доколку барем на ваков начин го поддржите нашиот подкаст. Добар ден, Најди, официјално, како си? Добар ден, Теодора. Како сум? Одлично, како и секогаш. Секогаш среќен, позитивен. Луѓето ме прашаат зошто? Па ти сум среќен, ето тоа. Чисто така. И што го прави Марк среќен? Што го прави Марк среќен? Од 10 години што е во Македонија, полека си го најди, си го исполни све што сакаше, све што сонуваше. И тоа мислам ти ме прави среќен. Најдов љубов, најдов пуно ствари овде. И вала. Има нешто од Белгија што ти недостига? Нешто од Белгија што не ми достига, децата, да кажам, што ми доаѓаат така чат-пат, ама си имат нивниот живот и секој си има свој живот и ужива така. Да. И како сега, повеќето ја знаат приказната дека ти поради аманет на баба ти доаѓаш во Македонија. Мислам ти сите го знаат тоа. Сите го знаат тоа, кажат, мислам не 10 пати, ама 100 пати, може да се повтори, се знајот јас, заради аманет на баба ми и ветив еден ден ќе дојдам во Македонија и ќе видам од каде потекнувам и каде живееле и све тоа. И и од првиот ден што дојдов во Македонија се осеќав дома. Чудо, ама така е. Сите сакат обратно, додат во Белгија или додат во други држави, ја дојдов овде и останав. А ти се чуда, например, не знам, родителите, пријателите, дека цел живот израснат во Европа, се и викаш каде во Македонија ќе одам. Да, неколку луѓе, не сите, разговарав со нив и све тоа, и кажав вистина идејата ми беше еднаш да дојдам да видам све тоа. Најблиските мислам они се беа зачудени, дојдов и останав. Они мисле после 3 месеци ќе ти помине. Ќе ми помине, ќе се вратам. Епа не, 10 години тука сум и уште ми е супер. Тоа. А има ли врска македонската храна со која си растал покрај баба ти, што ти готвила, што го имаш ти засакано готвењето? Сигурно, јас бев навикнат, па ќе кажам, од месец дена што имав, што мајка ми ме остави кај баба ми и не можам да кажам ти ме заборави таму, ама на еден вид и убаво ми беше и порастав на вистина со македонска храна. Со белгиски производи, ама готвено на македонски начин. Ни доаѓаше неколку пати, како се вика... Пакет? Пакет, не бокал, ама бокали од Македонија со ајвар, со такви ствари. Навистина тој вкус го имам од кога сум роден. Така може да се каже. Не ти било ништо ново тука кога дојде? Не. Што ми беше преубаво, што ми се враќаат овие вистински вкусови што ги имав таму и овде. Се разликува многу храната, нели? Да, начинот на готвење, начинот на презент, све е различно. И амбиентот е различен. Ако таму се прави маси, се јади заедно со пријатели и све тоа,
Топлината што ја има овде во Македонија, ја има ретко во други држави. Да бидиме Што има искрени. таму најмногу јадење? Јас имам впечаток дека се што е на запад се само компири и месо, или не е баш така? Компир е основата, да кажеме, од сите јадења. Компир се готви на 100 различни начини. Може да се прави пире, може да се прави компир печени, помфрит, чипс, све може да се прави со компир. Компир може да се прави јадење, главно јадење, и мислам оти во десерт може да ставаш компир, секаде ќе оди. Може благо, солено, кисело, И на сите начини. најдостапно и поради цената, Да. и поради тоа што сегде може да израсне компир, нема врска дали е топло или ладно. И тоа. Да, компирот може да расте секаде, достапен е и лесен е за готвење. Лесен е Мислам за тоа. готвење, И многу со едно брзо. компир ти го пуни желудникот и не ти се јади више. Ама тука ние јадеме компир со леп, тоа Па, забележа. ја исто јадам компир со леп, мора. Ори со леп, компир со леп. Компир манџа, да, не, обавезно мора. Сите јадења, гледам навистина во Македонија, многу јадења се со компир. Многу, Најпопуларното е пекарското компир. да. Тоа го има, Мусака. да, мусака. Тоа е друго на слајсови, да кажем, да, варено. Да, исто и овде пире не толку, не толку, ама пекарско компир и во мусака, да, навистина тоа е нешто каде го И има. сега помфритот е френч фрајс или од Белгија? Искрено, френч фрајс е вистинската деноминација. Само разликата е што во Белгија се прави на друг начин. Сите кажат оти белгиско помфрит, не. Да знаете, оти Белгија постои од 1830. Не се измисли во Белгија помфрит. Има други готвачи светова претходно у Франција што го измислија помфрит и после дојде одсем Белгија беше дел Франција, другиот дел Холандија. И од 1830 се направи Белгија, ама го зедоа делот од Така. французите и делот од холанѓаните. Па остана неколку рецепти до и Па помфритот. затоа и повеќе јазици се зборуваат. Се зборуваат 3 јазици во Белгија. Го знаете тоа? Да, холандски, француски и уште што Не, беше? фламандски. Фламандски. Да не кажеме холандски, оти холанѓаните и фламандците не се исти. Нема ке не чуе Едни некој. зборат со едно топло компир во устата, така, фламандците зборат чисто фламандски, да кажам, го има французите или франкофон, и го има другиот дел, што е Валонја и Германија. Оти има повеќе дијалекти, И кои јазици ги зборуваш ти од таму? фламандски го разбирам, се разбирам по фламандски, можам да разговарам. Француски обавезно, германски малку ми е потежок. Секогаш германското јазик малку за мене ми беше посебен, како да куче да лаи така. Не знам, не ми Груп е одеше. многу некако. Тежок јазик е, тежок. Добро, нас не и француски тешко да научиме. На сите што јазици не... се тешки, додека го сакаш јазикот, мислам ти лесно ти го учиш. И треба да има со кој го да се разговара. Се каже оти во Македонија, оти јазик се учи на перница. Не? Да. Ево вола, тоа тогаш и треба сегаш еден партнер посебен за да учиш посебен јазик. Не оди тоа. Ама иде. Тоа за друг пат. Пред да почнеме да снимаме, ми кажа дека ти уште размислуваш на француски, не можеш да се навикнеш. Не можам да се навикнам, зависи која ситуација. Сега навистина кога требам неколку пати да мислам на зборовите што ми доаѓа, мора уште по француски да ми се транслира. Си ги преведуваш? Да. И брзо одија, порано ми требаше малку повеќе време. Сега си течи. Па добро, следам, например, да речеме од брза кујна па до сега брза кујна, баш се Има гледа разлика. Има голема разлика. Брза кујна за мене ми беше голем предизвик од почеток. Навистина мојот речник кога дојде во Македонија беше многу слаб. Терминологија по кулинарството и светова ми беше многу слаб. И полека ги научив сите овие зборови. Размислете на 45 години да учите пак тоа сето. Има неколку зборови што ми остана, што продолжувам да ги употребам, има други што ги слушнав, ги знам, ги разбирам, ама не ми доаѓаат. Од каде брза кујна? Дали во Белгија, например, имаш некоја таква јавна работено, да си се појавувал на телевизија? Имав можности да се покажам 2-3 пати на телевизија и светоа со асоциација, што бев таму со кулинарски асоциации и светоа, ма никош не бев и не ни мислев да бидам на телевизија. Не ми беше ни идеја, да кажам, од почетокот. Кога дојдов во Македонија, ми дојде исто така како еден предизвик. Да, имав прилика да се запознам со една господја претходно што правише емисии, да кажам, во Македонија, и она малку ме влезе во тој круг, и така полека вратите се отворија, да кажам, со Facebook, со социјалните мрежи, и ми дојде еден предизвик со Никола, што беше тогаш,
он во Камник најде списање од мене на слика и ја пушти на сите социјални мрежи, ти си мој. И окей, на слика од мене, он многу важен се прави со сликата вака, ти си мој. И окей, ја директно го видов тоа, пишувам, што, сакаш да се сретниме, сакаш да готвиме? Окей, 15 минути, таму сум. И за 15 минути директно бев во Камник тогаш, разговаравме заедно, ајде што, И така мислам ти полека почна приказната. Тоа од една шала. Да, баш. Дојде една огромна приказна. Брза којна почнаше тогаш, имаше други што беа во тој проект. Мислам ти за жал не одеше толку како требаше да оди, не беше уште имитувано. Јас бев присутен, ме викна, он ми кажува ако ти одиш и јас ке дојдам, ајде, дојдиме заедно да видиме. И така дојде. Ама доста популарна емисија е Брза којна се уште. Да, се уште. Јас бев 7 години. 7 години во Брза којна, тоа е 1400 емисии. Тоа е голем период. Голем период, да, и пак ќе кажам, супер беше до одреден период. Знаете, како све, како сите, мислам како работите, како се тоа, од еден момент почнува да ми има монотонија, да кажеме, да биде секогаш исто, да, исто влегуваме намирници, ајде, шаблон, така се кажа по македонски. Да, шаблон. Шаблон, луѓето малку почнува да се менјават. Славата на сите, на еден му се качува, на другиот помалку. Тоа, времето мислам ти беше доволно, 7 години и напуштив Брза којна и да кажам право, од тогаш сум уште посреќен. Па тоа е. Чудо, тоа е најважно. Да, Брза којна ми дозволи да бидам запознат со целата јавност. Навистина. Ама мислам јас бев дел од тој шоу, ја го водев големиот дел од тој шоу, луѓето секогаш каде ме гледат во улица и тоа се Марк. Да, сите, не гледаме. Нивниот. Не е ни тоа важно, веќе поминало. Има да. еден колега секогаш вика од работно место се напушта кога е најдобро, за да не прегориш, си одиш. Може да се каже Треба така. Да се дистанцира човек за да Точно. Ме барав јас малку менјавање. Не сум човек што може да останува да прави секогаш истото. Ете тоа ти е спротивно од македонците. Да, не можам. Тоа е Седењето на едно место. Па да, кај нас има многу тоа. луѓе што работат цел живот на исто место, не менуваат професија, место, тоа ни е некако. Не можам. Тоа што ми е нешто. спомнавме преска, веројатно остаток од Југославија, од некој друг мајндсет на луѓето. Безбедност, да кажам, да. Да, комфорт зона. Да, комфорт зона. Ете така. Не, ја не сум таков. Сакам да имаш некош нешто ново, да можам да правам нешто што ми се допаѓа и навистина, ајде да Ме интересира уште ова за Брза којна. За 20 минути може да се сготви нешто. И побрзо. Затоа што некои работи ми биле онака несватливи, дали може да се сготват за 20 минути. Ја на сите му кажував, ако сакате да видите да видите вистината, дојдете во емисијата, гледајте. И на вистина луѓето не веруваат додека не го гледат, не го видат и не го пробат. Ама луѓето доаѓа и беа секогаш воодушевени. И на вистина 20 минути почнува тајмерот, завршува 20 минути. Имав два пати завршив за 12 минути. Тоа беше беше риба, беше да, и побрзо од времето. И многу ми беше, си там си правам, па 12 минути завршив. А другиот каже, се нервираш, ама тоа е тоа. Јас мислам дека, ние мислиме дека не може да се сготви за 20 минути затоа што кујната тука на Балканот се јадења што се готват многу. Граф, не знам, спанај, збориме за одредени јадења. Не можеме да правам граф за 20 минути. Да. Ама ние готвиме само тоа. Конзерва да отворите или бокал и ајде. Ние готвиме само тоа и затоа ни е чудно сега како некој за 20 минути може да направи. Може би и заради тоа. Да, ама во Белгија, во Франција, се тоа, има многу јадења што можат брзо да се направат. Тестенини можете за 10-12 минути да ги направите. Во меѓувреме не треба да чекате секој, како да кажам, секоја состојка да се готви. Ставате една, се готви, втората, третата, четврта, асамблаж и завршено. Да. Многу лесно. За мене за кога ти е професија. Кажа дека сакаш постојано да менуваш. Дали може би баш поради тоа и имаш избрано твојата професија? Да, јас сум повеќе како да кажам, луѓето се кажуваат јас сум готвач. Готвач сум. Сум повеќе уметник.
тоа е има уметност. луѓе што сликаат, има луѓе што прават што бојат, така се кажува, што прават слики. Јас сум повеќе на тој начин. Не сакам да правам преку рецепта. Имам идеи, да, гледаме може една рецепта, ќе ми даде идеи, ќе го правам на мојот начин. Сега голем проблем, два пати истото, тешко. Не се погаѓа. Ете тоа. Затоа малку сум различен, да кажам, од другите готвачи. Не можам да работам исто секогаш. Да правам еден, ќе го правам 100 пати исто тој ден, ама наредниот ден ќе ми биде различен. Добро, тој пат како одеше, заврши училиште? Заврши во Белгија, да. Јас завршив за готвач. Како да кажам, има еден систем во Белгија што работиш 3 дена во неделата и 2 дена одиш во школа. Тоа е систем како пракса и теорија во меѓувреме. Си кај газда, ти си вработен таму, учиш на лице место пракса и одиш 2 дена од неделата у школа да учиш теорија. Ја така завршив 4 години и 1 година специализација за гастрономија. Тешко ли е? Тешко е, кога имаш 15 години, што мислиш што ти лесно е да влезеш во една кујна каде се трча секој ден. Знаеш, сите викаат. Систем да ја почнав во еден ресторант кој што беше на највисоко ниво тогаш, беше 3 Мишелин звезди. Кога збориме за 3 Мишелин звезди, тоа е највисоко ниво што го има во гастрономија. Ама сте имале и можност, тоа е многу добра работа дека. Многу сум среќен, една година останав таму. Првата година кога почнав да бидам готвач, не готвач, тоа се вика апронти, чирак, како кажа? Чирак, да, така, чирак, готвач да кажеме така. И што се прави во таа прва година? Што се прави во тој? Се чисти. Се сече. Прво се чисти, на вистина. Учиш како тањирот да биде чист. Со една крпа, со оцет, го бришиш тањирот и го даваш на шефот, за да нема прст, да нема ништо, за да он кога го дресира тањирот да биде и го дава. Гајби, лук, кромиц, спанак. Тоа. Цел ден, ајде. Така се почнува. Ако не знаеш да лупиш, ако не знаеш да сечиш, ако не џабе да почнуваш во кујна. И така полека не секоја година, ама покажи што знаеш, што учиш и полека ќе се надградуваш и ќе одиш повисоко. И така полека од тоа одиш во ладното место, правиш салати, ентре, предјадења, такви ствари, после одиш во шефот е тука, те учи како да печиш, да правиш сосови, све тоа, одиш во делот слаткарство. Знаеш, кујните во Белгија голем дел се бригади, се викат како војна. Имаш бригада, имаш 10-12 луѓе, секој си го има свој. Си го знае местот. Така. И сите работат заедно и шефот е главен. Шефот кажа, ми треба тоа, ајде, так се прави. Ми треба тоа, так се прави. Тоа е. Се сеќаваш што прво имаш сготвено? Не. Или нешто да ти ја ги памтам тањирите, ги памтам гајбите. Или нешто да ти е вака, да баш да си бил горд. Прво готвено, што многу сакав јас, да, отигуичев тоа и во теорија во школо и после го правев тоа го пракса, беа шкампи сецкани со мало зеленчук, на мини коцки, ти требаше, учев тогаш целе како се чистат, како се и да се сечат на мали коцки брунуа, многу мала, и тоа пропржено така со еден бел сос со вино и со крем фреш. Ете така тоа. Тоа е слично како во Шпанија што имаат, нели? Не такви. Не. Се скампи au petit légume. Скампи со мало зеленчук. Добро, нема соодветен превод секогаш. И го памтам, ти беше преубаво. Затоа што си почнал да работиш во ресторан со Мишелин со 3 звездички, многу ме интересира, веројатно и многу луѓе што не успеале никогаш да отидат, а гледале само на телевизија. Сум зборувала со многу луѓе. Зошто порциите се толку мали? Зошто порциите се толку Мали, да. Поентата во еден таков ресторан е да пробате повеќе работи. Ако ви дават како кај нас од почеток, више доста ви е за наредните. Не, поентата е да ви имате 5, 6, 7 различни тањир, мини порции. Сега во една порција го имате целата уметност што може да ви направи во еден голем. Тоа е на минималист, на мал начин. Прво, второ, трето, четврто, пето, шесто, седум, предјадења, главна. Предпоставувам и пијалог соодветен со тоа се служи. И тоа е целата мајсторија. Да знаеш како да ги споиш? Да, баланс да се биди со јадењето и виното. Затоа има сомелије, затоа има енолог, има луѓе што се посебни.
еден ресторант, како да кажам, една кујна, еден ресторант, кујната, la sal, како се кажува, местото каде се сервира. Така. Си има менаџер, си има посебен човек што е за виното, еден сомелие, си има келнери и таму има бригада. Секој си има посебна работа. За да бидиш шеф, дали е за кујна, дали е за сала, треба све да знаеш. И да го поминеш. Да, јас секогаш кажам, Следно. или да бидиш газда, прво, ако сакаш да бидиш газда, биди добар работник. Ако си добар работник, ќе бидиш добар газда. Исто за шеф. Ако си добар работник, ќе бидиш добар шеф. Ако не си добар работник, џабе. Добро, тоа би требало тука да те слушнат луѓе во Не, затоа Македонија го што кажам. живеат, дека мора да има ред. Мора да има ред. Кујна не е зајбанца. Да замислите, ти го имате животот од клиентите во раците. Да. Ако е расипано што му го давате, клиентот може да биде болен, може да умре. Ако е расипано јадењето. Вие имате таа одговорност. Има луѓе, ајде, давај. Пази на што даваш. Но ти пак ќе кажам, го имаш животот од луѓето во раците. Голема одговорност е. Игиена, све тоа. Не е толку лесна професија. И друга работа имам забележано, тоа особено по Балканот има големи менија, односно 20-30 работи и потоа ти кажуваат нема сирење, ни фали ова, денес немаме. Колку е подобро, например, да знаеш дека во еден ресторант 4 работи се служат и одиш во тој ресторант, затоа отколку да има книга од мени, да речеме. Не, јас сум секогаш ги мразам рестораните каде има Библија, ја мега го викам Библија. Библија, Да, има Библија во ресторан. Секогаш ги мразам. Јас, пак ќе кажам, јас на мој начин, ако треба да се работи, треба да се скрати многу едно меню од ресторан, да си има 3-4 максимум предјадења, 3-4 главно јадења и 2-3 десерти. Да се има една табла денес од пазарот што го направи шефот од Сабајре, ви представувам ова, како сугестија, да кажам, на денот. И доволно е. Библија, како кажам, не може да биде секогаш и свежо. Не може. Едно јадење стои 2-3-4 дена во фрижидер. Ете тоа, тога го кажам. Имате живот од луѓето во раците. Еден да биде болен и што правите? Или треба да се продава. Ма никој ресторан може да продава све што е на менито. Никој. Па и сигурно не се ни продава. Па не се ни продава. Ало и да одиш во еден ресторан, каде ќе ти кажа, сам тоа го нема, тоа го нема, ни тоа не оди. Нема ни вторпа да отидеш. Ете Нема да тоа. отидеш. Тоа кажам, ако имаш Вторпат. 3-4 предјадења, 3-4 главно јадења, 2 десерти, си имаш доволно избор за да си јадиш. После 15 дена да се сменува. Уште после или сезонски. Ете така се работи. Така е начинот што јас го научив од сем дал. Да, сега гледам кај нас и тоа дека се менува, има Полека. неколку помали биструа што баш и сезонски готват, место што се само да речеме за бранч, некаде кај што се служи само Не можеш ручек. све да правиш. Не можеш да правиш тестенини, пица, скара, све во Па, едно не мену. знам дали Да. имаш тоа забележано, да не е сакао критика кон сите угостители, ама кај нас има етно ресторани во кои може да нарачаш пица. Да, ама окей, да кажем, има една печка, има една фурна што ти дозвола. Они печат све внатре. Дали е јагнешко, дали е месо, дали е пица, дали е леп. Употребата е тука. Може све да се направи. Ако имаш добра припрема, може да го направиш. Ама пак да биде одредено, не да биде така. И да има концепт некој. За тоа јас сум многу среќен од со емисијата, се шетам малку по цела Македонија, ја истражувам Македонија со авантурите на Марк, да се вратам на тоа. Извини. И одам преку рестораните и гледам со нив и учам. И повеќе му кажувам, сега не го кажувам јавно неколку пат, кога ми се допаѓа и тоа јавно го кажувам, кога е неколку критика или нешто така, го кажувам, ама како се каже со ракавици. Да, малце. Поскришно, па добро, Поскришно, тоа да. е. Да, Добро. сега секој си работи на свој начин. Не сум тука за да критикирам. Ако така му одговарат, окей, нека продолжат како му одговарат. Не сум совршен готвач. Никој не е совршен готвач. Сите сме посебни и си работиме секој на свој начин. За мене лош готвач нема. Може мојата храна нема да ви се допаѓа. Од еден друг Ете тоа е. За кога се кажува најдобар, за мене нема најдобар. Сите сме готвачи, сите мислам и се надевам оти работиме со љубов, оти све што го правиме за да луѓето, муштерите да бидат најсрекни кога го јадат. И тоа е тоа. Па има ли поголема среќа од јадење? Не знам. Не, нема поголемо. Мене најубав поклон што може да ме направи муштерија е празен тањер. Така, Да. па Кога нормално. гледам тањерот е празен и ми се враќа, вау.
Да, ми се дојде да дојде кај него, фала многу. Да. Не, бе, тоа е тоа. Ми се случува неколку пати на, како да кажам, на салфетка, да ми пишувате, што беше, вау, тоа е врв. Па тоа е најголем комплимент. Да. Нели на целиот труд и на целата работа. Точно. Ти ги спомена самиот авантурите на Марк, веќе е втора сезона, така? Втора сезона, да, одиме, сега направивме, спремаме емисиите за Божик, за Нова година и све тоа. Да, се шетаме преку цела Македонија, има преубави места во Македонија. Мислам, оти сите македонски не ни ги знаат, ја не ги знаев. Ако сум 10 години у Па Македонија, и ние не сме биле на некои места, тука родени, израснати, живееме. затоа многу сум среќен, оти сега со кампер се шетаме, гледаме убави места, ги истражувам и ги наоѓам товие места, што и мене ми се чудни, оти не ги знам и сакам да ги покажам на јавноста, на македонците и надвор од Македонија. Поентата е од свем да се покаже во Македонија, ама полека да се преведи субтитли да се претоа и да биде преку социјалните мрежи, да биде достапно и за надвор од Македонија. А те прашуваат луѓе, да речеме, од странство, например, дека сакаат, има интерес да видат? Имам многу пријатели од Белгија, што ми кажат, Марк, доста ми е да ти слушам по македонски. Па да, ама не можам да ги правам емисиите и по француски. А ако треба да се прави по двејазично, секогаш ќе биде како ќе биде тешко. Ама ќе најдеме решение за да може да биде со субтитол, Па да се кажеме. запознаат и со државата, луѓето на Да, имам тука пријатели што преку дојдоа. храната. Да. Храната не поврзува, мислам, сите. Храната и пијалокот. Универзално е тоа. Универзално, тоа е дел од културата, интернационалната култура. Кога одиш во една држава, кога патуваш, што правиш прво? Ги пробаш специјалитете локални. Кажува тоа многу за луѓето и Епа, за самата држава, за да. односот кон храната. Точно, пијалокот исто, дали е вино, пиво, све тоа. Луѓето го барат. Тоа е нешто фестив, како да кажам, и тоа не доближува сите. Им се свиѓаше на пријателите ракијата? Па, Тоа ракијата, секогаш го виното, нудиме. Све, ракија, мислам оти тоа е во корените. Не може една маса во Македонија да нема ракија или мастика. Ракија и тоа не само за пиење, за бришење прашина, за Да, ама тоа е лошата ракија. Тоа е Што лошата да, ракија, и за што е за прозорите и фрлање. све. Да, што е за фрлање. Ама лоша ракија пак ќе кажам тешко да се направи. Да, Треба нема кај навистина нас. да утнеш, да биде лоша ракија, за да бришиш прозори. Знамо ти се употреба исто и за За телото, масирање за температура. Да. А виното, добро, ние мислам дека малце за тоа го културата за вино. забораваме, дека имаме едно од најубавите вина. Јас секогаш го кажувам. Ја кога дојдов во Македонија, не знаев оти имаше толку винари. Да, Да. има многу винари. За мене ние во Белгија француско вино, италијанско, шпанско, од цел свет, а од све Македонија не. Чудо, јас знаев и од Бугарија, знаев од цел свет, ама не знаев оти имаше толку во Македонија. Бев многу изненаден кога дојдов овде, почнав со една, два, три, четири, па чекај, има само винари овде. Има многу добро, Многу, ние имаме или толку да. многу сонце во годината, дозволуваат Па не знам временските дали е услови. само сонцето, ама мислам оти има една традиција што го прави овде во Македонија, да луѓето се многу љубители за све што од лозје. Од лозје. Лозје, како кажавте, Мојата ракијата. мајка е Ако од не се- Кавадарци, Па да, тоа ако се не се прави знае. вино, не се прави ракија. Оти од останатокот од грозјето се прави ракијата. И Прво секоја се прави куќа виното. мора да има Па вино и мора. ракија, така е Па тоа. Тоа е мора, кај нас е Тоа е мора. традиција, да. Ако е посно, па посно е посно, ма вино и ракија има на маса. Со салата и со риба. Точно така. Не, навистина, како држава за уживање, за јадење, за пиење и све, мислам оти Македонија е еден од врвите што можеме да го ставиме во светот. А кои други кујни вака лично ти се свиѓа? Ти за готвење, па и за да си каснеш да нарачаш. Има, што се кажува, оти што се најдобрите кујни во светот, има три. Тоа е француската, турската и кинеската. Овие се трите, да кажеме, основите кујни што се познати и што се докажени како најдобрите во светот. Македонската кујна постои од Македонија, да кажам, ама влијанието е турско. Као на целиот Балкан исто и во ете Грција, во Србија. Посебна храна што има овде, има неколку специјалитети, има неколку андемички тревки или пиперки што се знае има само овде у Македонија, што го дава тој специфичен вкус. Ама начинот на готвење доаѓа од времето на турците, да кажеме. Па тоа е на цел Влијанието. Балкан така. Ете така. Сега ориенталната кујна има едно влијание, турската, европејската. Сите кујни за мене се добри.
Сите се посебни, сите се направени што има во регионот, што го имате на располагање и сите се направени, секогаш кажам, со љубов. Успеваш се да сготвиш тука, затоа што јас многу пати, например, сум сакала нешто виетнамско да сготвам дома. Индиско не се наоѓаат зачини. Јас имам среќа што патувам многу, бев во Индија сега пред неколку недели и донесов обавезно зачини од таму. Одиш во Индија, прво е шок, да си кажеш што е овде. Јас на сите му кажам шуторизари е Париз. Кога одите во Индија, оти шуторизари сите шуторизари е Париз. Индија, Делхи има кварти таму што се, окей, тоа е тоа. Една крава поминува, една овца, стаорец таков. Луѓето си живеат, тоа е тоа. Добро, нас ни е тоа далечно, не е дека е дестинација што луѓе баш ја посетуваат. Мора, мислам, за готвач или за други луѓе што имат, како да кажам, можности, што имат, што сакат да патуват, да го видат тој дел. Мора, тоа е навистина нешто посебно што го видите никаде друго. Да знаете, Индија е 1,5 милиард жители. Секој град каде одете, тоа се како мравки, има пуно луѓе од сите страни. Свира. Тоа е. Мора да се доживее тоа еднаш во животот. Да, поинаку искуство и сигурно секаде мириса на зачини. Мирисот што го има убав мирис, има и лош мирис. Како и секаде. Па го гледате стрит фуд, печат, не знам колку пати со истото зејтин и масло или не знам што употребуваат, ама тоа е тоа. Јас сум многу среќен од и све пробав. Имав проблеми, све обавезно. Они имате еден посебен ензим што ние го немаме. Што ни може исто како азијците. Па може да сварат таа храна, за нас е малку потешко, ама многу сум среќен од и све пробав. Све. И што зачини зема? Една кутија комплетна кардамон, различни бибери, кюри мешано од нив, од и кюри сите мислат од кюри е еден зачин. Не, тоа е мешавина. Мешавина од 10 до 15, може и до 30 различни зачини. Зависи кој го прави. Тоа е специјалитет на тој што ги продава зачините, што го прави тој кюри. И секој регион си има еден посебен шмек на кюри. Од тоа што има веројатно низ регион така. што расте. Има таму милион зачини на вистина и е за готвач е рај. Видов сега кај нас во Скопје дека почна по неколку ресторани да готват индиско и видов некаде дека има гарам чикен масала. Гарам масала. Тоа е најпознат. Тоа е најпознат. Не со путерот нашле гарам и е поинтересно. Осем они употребат ги, се вика ги. Тоа е расчистен путер. Може да го правите и овде, и се продава полека, гледам, оти се продава и ги. Да се сега е друг начин, ама вкусот е посебен. Путер си е путер. Во Белгија, во Франција, јас сум учен да готвам со путер. Путер и крем фреш. Крем павлака. Ако нема тоа во тањерот, не е француска ни белгиска кујна. Да, нешто што нас не е несватливо тука. Да, овде е со зејтин, сончоглед, сончоглед, мислам има во Македонија, е нешто најупотребено. Маслиново, не толку. Сега и тоа почнавме. Почна да биде хит. Имате пак и две различни, имате маслиново, што се прави само за салати или за сос или такви стари, и помас ойл, тоа е што од семки, од маслинки, со кои се готви. Да, разликата е не можете да го употребите топло, од ја кога го топлите, го печете, он ги губи сите вредности. Да, и вкусот е поразличен. Да. Барем екстра вирджин ойл, никогаш да не печете, да не готвите со тоа. Ова само се меша за во сосови да се прават. Или на крај малку така на риба. А во салати? Во салатите, да. Ма не се печи. Помас ойл се употребува за печење, тој кога сакате можете до 250-300 степени да го употребите без проблем. Да, затоа изгледа и го користиме, не само за тоа, затоа што и тука го имаме. И поздраво е да кажам за готвење. Да? Да, поздраво е за готвење. Јас сум повеќе тоа. Сончоглед, помас ойл од семки од маслинки, тоа се двете комбинации што ги употребам за печење. И на крај додавам малку путер, за да го има тој шмек на путер. Да, нешто да научиме. Па да се научи, пак ќе кажам, зависи од каде потекнувате и тоа ќе ви остане во вас. Тоа е тешко природно. да се смени и мора секогаш тој шмек да ви доаѓа. Имав прилика сега од што се врати од Индија, направи бифе, индиски бифе, вау беше. Бев во Тајланд исто лани, направив тајландска кујна. Многу сакам да шетам, сега за кратко ќе одиме во Куба.
Да, имам пријател таму што живее, си пензионер од Белгија, се врати во Куба да живее и ме чека сега таму. Ќе одиме, ќе ги поминиме Божик и Нова година таму, ќе готвам на кубански начин. Да. О, баш супер. Да, ќе го. Значи шетањето е многу важно за еден готвач. Да, за еден готвач, ако немате култура, тоа се вика на култура кулинер, кулинарската култура, да. Ако го немате тоа, ќе бидите едноставен готвач, ќе си готвите што знаете, а нема да бидете иновативен. Мора да земате така секогаш од сите различни кујни нешто, еден зачин, еден ми зборите за компирите. Да. Компирите се знае од доаѓаат од Јужна Америка. Да. Јужна Америка има 300 врсти различни компири. Да. 300 врсти различни Сигурно компири. и различен вкус има, Да, не можеш. Овде се достапни десетина може различни. Замислете 300. Ете тој ќе го донесете овде ќе биде различен вкус. Пиперка исто. Мислам пиперка во Македонија има 3, 4, 5 врсти различни што се. Ама доаѓаат и они од Јужна Америка. Знаете, оти голем дел од што јадиме овде во Европа доаѓа од Америка. Така. Кристоф Колумб, кога беше во Америка, он почна да оди во Куба. Прв пат кога стигна, мислеше да ти стигна во Америка, стигна во Куба. Да. За него тоа беше Америка. И од таму почна да земе тоа што беа со него, семки, такви ствари што имаше локално. И тоа доаѓа од Куба. Кога мислите сега Куба е база од голем дел од врстите што ги има во Европа. Од сите овошје, зеленчук што го има овде, од таму голем дел потекнува. Тоа исто За мене ќе како ми биде нешто, да. Ми кажа тој пријател што го имам таму, Марк, јас ќе те научам, ама донеси ми и ти неколку семки од овде. Океј. Сега ќе има во Куба, ќе има семки од македонски пиперки. Да споредат. Ете така, да. Па тоа исто го со италијанската кујна што они кажуваат дека тоа е само нивна кујна, дека тестенините се доаѓа, пак се секакви влијанија, само ние тоа се шегуваме со пријатели, они направиле добар пиар и тоа убаво го имаат продадено. Точно, они се кажуваат тестенини, они не ги измислиле тестенините, тоа се знае, од Кина доаѓа. Од Кина, да. Кина пред 5000 години они правиле тестенини. Само имале добар пиар италијанците и го продале многу убаво. Тоа е другиот, како се викаше, не Коломбо, ама што го донесе од Кина, него го заборев името. Марко Поло, ете така, он го донесе тоа. Арно го имаме човек. Имаме некој таму. Кој читал, кој готвел само. Епа, не можеме да бидеме паметни, ама секогаш доволно паметни. Не треба секогаш некој плюс. Ете тоа. Да, па некој треба да Никој не е готви, некој совршен. треба да чита. Вуала. Јас тоа секогаш викам, пошто дома јас сум таа што сака да готви, зашто има луѓе што јадат за да преживеат, а јас живеам за да јадам и да готвам. Многу го сакам тоа, ти се кажува исто по француски. Така? Има што јадат за да живеат, има што живеат за да јадат. Епа тоа е, да. Зависи кој од која страна е. Не може да се шегувам, не може да биде готвач некој што е слаб. Тоа Нема се веза. зафркававме. Не, тоа се Да. зафркававме дома кога ќе отидеме. Мојот ментор во Белгија слаб беше. Не Не знам пробу, како. како успевал? Да, ама мислам метаболизмот од секој е различен. Не, ние тоа се шалевме кога ќе одеме по ресторани, веруваме на луѓе само што не се слаби што готват. Значи тие Точно. луѓе знаат што да сготват затоа што јадат. Нормално да, така е. Навистина, ама верувајте, за еден готвач, мислам оти ако е постап и побрзо ќе работи. Сигурно, тоа е во движење, трчање. Да. Во кујната повеќе си тежок, потешка е работата. Оти си 12 сати минимум на нозе, кога имаш 80-90 кила и при кој имаш 120-130 кила. А на крај на денот- претпоставувам и просторот е помал, треба да се разминеш, да брзаш, да трчаш, да подадеш. Точно. Мислам ти треба да научиме сега за наредните генерации. Шефовите ма се гледа, полека младите не се више толку крупни внимаваат, да. И подобро е така да учат, да сам себе да се издржат, да можат да бидат послаби за. Тоа е физичка Да им биде работа, ако полесно. треба да си 12 часа на нозе, треба да внимаваш на здравието. Јас секогаш кажувам тоа, имав среќа во Белгија си имав мојот ресторан, работев 14 до 17 сати на ден. Од кога дојдов во Македонија, сум малку како пола пензионер, да кажеме. Оти си работам на друг начин, работам по повик, работам кога можам или кога сакам, а тоа ме исполнува уште повеќе. Порано работев оти морав да работам, сега работам оти можам да го правам тоа со
повеќе со љубов, а не ми треба толку да работам за да го направам. Да, и Да. не кога знаеш дека мораш со бајле да станеш, да одиш Друго до е, вечер, друго е, да. да се задржиш и 17 часа не се малце. Да, кога си помлад можеш да си го дозволиш. И после гледаш. Нема само тежина, ами има тежината на годините. Сигурно тоа е психички тешко, не само Психички и физички. физички, да. А колку години си имал твој ресторан? 9 години си го имам мојот ресторан. Да, претходно работев за различни луѓе, работев и за државата како во како се вика, офицерски дом. Работев за направив отварање од различни хотели. Имам големо искуство позади мене. Сум поминат по сите како се кажува, не членови, сите Скалила? скали во, да. Дали е во кујна и дали е во на сервис. Бев и келнер, бев и одговорен на келнер, све напред. И шанка, и све. И многу е потешко да имаш нешто свое, така? Тешко е, ма мора да знаеш све, за да се снајдиш ти да го имаш твоето ресторан. Ако не знаеш се, зависиш секојаш од персоналот. Си имаш ресторан, келнерот не доаѓа. Лесно може да ти излаже некој да келнерот не сгреши. ти доаѓа денес и што правиш? А газда, шо? Така, не, газдата, ајде, хоп, кошула, терај. Нареден ден, шефот на кујната не е тука. И што правиш? Затвараш? Не. Облекат го отвараш, одиш во може и кујна. човек да види што другиот ќе сгреши и дали ќе направи Да, како што повеќе си треба. така, ама секогаш како го кажав од почетокот, да бидеш добар газда, треба да бидеш добар работник. И ако си добар работник, ќе бидеш добар газда. Да, тоа е најважно. Основата. Да. А ме интересира капите што вие ги носите. Се гледат има капи Да. кратки, има капи Да, поголеми. зошто? Се крие рататју или? Се крие рататуј, мислам ти мозокот се крие. Не, никако. Тоа е исто како шлем, како помала е капата, понизок си во кујната како одговорност. Повисоко е капата, поголем шеф Како си. чин. Како чин, да, Да. така, чин да се кажи. Високите капи се предпознатливи во кујната. Кога се шеташ, гледаш висока капа, знаеш ти шефот е таму. Тоа е шефот. тоа и од Другите- практична причина и практична повеќе. причина, од игиена, од прво и од второ од тоа. Да. Ти имаш голема капа, нели? Имам Успеа голема во капа. твојата кариера да сега имаш не ми е голема проблем да капа. ставам и мала капа. Ми да работам со други да учам. Јас учам уште секој ден. Тоа ми е што сум многу горд што можам да го кажам, оти со авантурите на Марк се шетам преку цела Македонија и учам уште. Учам македонската храна, учам како се готви, учам новитети, нешто ствари што не ги знам. Никој не е совршен, пак ќе кажам. Како на пример Да. што ти им изненадено што не си Јас знаел. пастрамалите и све тоа. Јас не сум човек што го сака тестото. Не знам, може тестото не ме сака мене, ја не го сакам. Не ми оди. Имам проблем со тестото. Немам трпење. Сум човек многу активен така и не можам да го оставам тестото да стаса. Да стаса. Ете Тоа тоа. е исто и со благите? Или Со све и со благите? Со све што треба да се Чека. Да, не ми оди. Тоа е. Ама Затоа го пастрамелиите ти го се оставам- свиѓа, не, оставам, нели? оставам тестото и свето да некој друг да ми го направи, јас си го правам после. Ама некој друг да ми го направи, јас го И ти се свиѓа пастрамените, ти ги имаш Обожавам. само кај нас. Па, знаете, јас имав прилика да се шетам преку сите региони, сега бевне во, ќе видите, бевне и во Радовиш, таму им го има Да. салмун, го има пастрамалијата во Велес, го има пастрамалија во Пробиштип, секаде има пастрамалија различна, со неколку различни состојки. Сите се убави, сите се вкусни. Јас имам една, како да кажам, што ја сакам повеќе од сите, е навистина таа што се прави во Радовиш, да не ме прави сега другите што Сега не сакам. почва. Да, таа со мун, со создарма што се прави. Да. Да, а тоа за мене е највкусна, најавтентична. Другите ги прават така со свинско месо и све. Не, таа е посебна, таа е автентична. За мене има нешто посебно. Поразлична е од поразлична, другите. Другото е така. само месото, некаде јајце ставаат. Да. Ама е обично се месо. додава сирење, се додава пастрама, таа е посебна за мене. Да, јас долго време не знаев дека има таква пастрамалија и сега Ќе видите да емисии Да. што ќе дојдат, ќе видите како се прави, има ќе, да не откриам нешто. А друго нешто вака низ Македонија што ти изненадило Што ме како изненади? храна, снимајќи ги авантурите на Марк? За рибите, за крапот и све тоа како се прави, како се готви, ми беше чудно, бевне во еден ресторан Фуктак, уши од крап. Не знаев ти се правиш уши од крап. Таму видов ти се прават уши од крап. Чипс од крап, добро, окей, чипс од крап. Такви специјалитет. Има секој ресторан си има посебен така специјалитет што малку е
различна од другите, а многу сум среќен што можам да ги покажам и да ги пробам. Да ги пробам. Па ете и ние од Македонија, еве не знам дека во Дојран има таков ресторан. И убаво е што и ние самите може да видиме. Не знам години, многу стар ресторан. И ние не знаеме, живееме тука. Ја бев во тој ресторан, влегувам, гледам еден човек што го чисти главите од крапи и свето. Што кажи човекот, после почнуваме да готвиме со шефот и се, и ми кажа, не знаете кој е човекот таму? Не знам, ще еден работи. И не, он е газдата. И што? И он е мој татко. И он е газда од ресторанот. Ете тоа е. Ете тоа, како требало. Да. Човекот си е, чисти главите и свето за чорбата што се прави. А тоа се прави во чорба се става, рибја чорба е. Да, рибна чорба од крап. И го гледам човекот. Обичен човек, не како, да кажеме, нешто посебно да се Не. Човекот си работи, си покажува, таму, тоа е почитот. Кон самата храна и кон самите гости за кои работиш. Ете така, Вара. Ете тоа има некако така посебни, нека кажам, анекдоти што се, што ми се од патувањето со авантурите на Марко. Сега се надевам дека имам и други такви и ќе можеме да ги објасниме. Убаво е затоа што еве пак ќе кажам и ние во Македонија има места што не сме ги виделе, не сме отишле, а живееш тука и е срамот. Ќе кажам срамота е човек исто ми е да не отиде. Отидам неколку пати таму, ајде Марк, не го знаеш? Ба не, извини, не знам. Не. Ја не сум совршен, не знам, не. Учи ми, ајде покажи ми нешто. Ете тоа е. Па и самото тоа ти што спомена, веројатно немањето работа денеска од толку до толку саат помага и на човек покреативен да е. Точно. За креативност, во Македонија повеќе традиција. Да, ние си се држиме до тоа. Повеќе традиција. Сакам, има неколку ресторани, исто што бев, што почна да прават модерна кујна. И модерна, на високо ниво. И многу сум среќен што можам да ги представам, ќе ги видите, ќе дојдат, ќе бидат покажени исто овие. Си правам реклама малку, да не зборам искрено, ги посетив тој. Има луѓе, има шефови што се премногу способни. И што не сакат да се покажуваат. Да, има многу. Да, имам други што не се способни, а се покажуваат секаде. Ама тоа е. Добро, тоа друга тема. Тоа се минува во Македонија годиниве затоа што луѓето имаат сега барем поголем број на луѓе имаат шанса да шетаат. Во Македонија нема визи, поевтини се авиобилетите. Затоа ние се држиме до таа традиција, па како тоа солено со благо ќе ставаш ни било незамисливо и затоа полека се менуваат работите. Што ви кажав од почеток? Заготвач, ако не шета, он ќе остане со истата култура што го има во регионот. Дали може од Македонија отиде во Србија, отиде во Бугарија, или тоа е се слично, исто тоа е балканска кујна. Ќе остане со истите состојки све. Почнаш одиш во Италија, Шпанија, Франција, после се расшируваш од Турција одиш Индија, Тајланд, сите други држави така. Азијските земји имаат многу убава кујна. Одиш во Мароко, Либија, Египет. Вау, одиме со други зачини се. И тоа, пак ќе кажам, за еден готвар што се сака работата, ќе му дава инспирација, топ. Затоа полека се менуваат работите. Да го ставате во храната, ја менјава комплетно. Како? Само да знаете кога да го ставите и како да го употребите, со која... И со што? Да, ете тоа. Не е само сол, вегета и... Тоа е магијата. Да, тоа е магијата. Забележа ние вегета колку ставаме во се. Вегета, јас ќе ме извините, јас имам партнери што ми се, како да кажам, поддржувачи од емисијата, они го викаат дафинка. Зошто дафинка, дафинка, вегета. Да, имаме вегета, имаме дафинка. За мене, знаете како го викам тоа? Го викам буљон. Бујон, па да, бујон. За мене што е дехидриран и што ги дава вкусовите што го немаме во Белгија. Знаете како се прави? Тоа се прави со бујон или со коцка бујон. Так. Или бујон што го правите сам на страна, оти се прави фон, како да кажам, фон од јунешко, фон од пилешко, од риба и тоа се додава во сосовите што ги правите. Што нема навика овде во Македонија. Нека нас вегета се става во се. Се става во се, оти тоа е бујонот што го немате на располагање и го имате дехидрирано и што ви го дава тој вкус. Тоа е тоа. Кај нас има до ние коцките што се. Па почна да ги има тоа коцките и све тоа. И тоа. Не, имало тоа, ама кај нас не се користело за тоа. Навика.
Тоа е Така кажам, навика, тоа е да. навика. Да. Например, ние нели сакаме ориз, пилешко да готвиме, Точно. ама никогаш во без пилешкото тоа- не без става тоа не никој. оди. Да, не оди. Не, обавезно мора. Ама добро е сега што има интернет, луѓето шетаат, па ќе се сменат полека работите. YouTube, мислам, ти е најдобар пријател од многу готвачи, од многу домакинки. Мислам, ти, како кажувате, интернет ни го отвори светот. Го имате светот во еден мал екран, во еден телефон и дома можете да правите се. Само да ги најдете намирниците. Да. Ја гледате Уште рецептот. тоа да почнат сите намирници тука Го да има, ги го има. носат. Јас Па знам лека. оти пред 10 години кога дојдов во Македонија беше многу тешко. Јас сакав да правам мојата кујна, тешко ми беше оти голем дел од намирниците ми фалеа. Треба да додам во Грција, во Бугарија, да имам посебни зачини, посебни да ги најдам. Сега ги имам се достапни, 90% се достапни во Македонија. Да. А освен ето зимањето за чините од секаде искуствата, има ли некој посебно еве вака готвач или некој човек што ти бил инспирација кога си почнувал, на кој се воскитуваш на работата, да речеме? Јас Идол, хајде, не сакам идол да го... Мене кога почнав, кој имав околу 22-25 години, многу ме го сака, Джейми Оливер почна тогаш. А, така. Джейми Оливер почна тогаш и купив неколку книги од него. Многу се сакав неговата кујна куизин рок н рол, како кажуваше он. Да. Он можеше да готви секаде со мало решо, си правиш. Многу го сакам тој начин, и тоа ми одговара и мене. Импровизација? Да, ете така. На едно мало место што има, так си земува. Сопругата секогаш ми кажува, кога отвараш фрижидерот и кога готвиш, најдобрите јадења ги правиш. Кога не мислиш. Па не мислам, ете тоа. Затоа јас не сум човек со рецепта. Многу сакам луѓе што знаат да прават не да отвара, ајде тоа, ајде тераме, правиме и правиме чудесни тогаш. Со ништо се прави нешто. Па Тоа е магијата, тоа е уметноста. уметноста. Да, тоа е уметноста. Па ќе кажам, Джейми Оливер навистина би беше, после Гордон Рамси, сите тие големи шефови што се гледат на 24 Kitchen и све. Да, они се нешто не можеме да кажеме како идол, ама сите имаме сон еден ден да бидеме како нив. Може не како нив, ама да слично нешто, да можеме да правиме, да имаме ресторани и такви ствари. Сега зависи кој што како. А добро, вистина ли е тоа дека шефовите толку сте во кои налути и викате цело време, пошто ги спомена Гордон Ремзи? Да. Така изгледа лудо, сите викаат, се дерат. Со неколку шефови, со газоци, памти неколку клоци и такви ствари. Да. Сите се нервозни. Да, шеф никогаш не вика во којна, никогаш он збори јако. Да се знае. Шеф никогаш не е крив. Секогаш он има, како да кажам, последниот збор. Тоа е тоа. Се знае. Има правила во којната што шефот Што треба да е се над се. следат. Е над се и над сите. И тоа е тоа. Ако не го почитуваш, оди на друго место. Тоа е тоа. Така се Тоа учи. мислам дека е една од професиите, може би исто како и луѓе што се писатели, пејачи, уметници, еве и новинари, сите што се бават со креативна работа. Многумина сега имаат впечаток дека готвачите, шефовите се кузни колку богати или не знам што, или таков е некој печаток за сите креативни работи, ама јас сметам дека е професија за која ние истото го зборуваме за новинарството, дека треба да си будала да го работиш, не е тоа кузни колку пари се зима, ниту кузни какви привилегии, а тоа е толкава љубов што не се излегува, знаеш дека е напорно и не го Пред напушташ се, да го работиш. како го кажувате, ако немаш љубов прво кон таа професија, дали си новинар, дали си нема да бидиш успешен. Тоа е основата. Ако немаш почитот кон тебе, кон луѓето, кон колегите, кон луѓето околу тебе, нема да успееш. Мислам, оти двете клучеви во тоа е љубов и почит. После тоа зависи од човекот. Малку да биде попаметен, да кажам, да има среќа. Многу е важно И тоа го среќата, прави. така. Ете тоа. Да ги познаваш добрите луѓе на добар момент, да се спојат, енергии и такви ствари. Мислам, оти тоа се клучовите на успехот. Да, многу пати луѓе сметаат дека нема факторот среќа врска, ама има многу врска. Има. Без среќа ништо не се прави. Тоа кај нас, Извините, не знам, може би си го слушнал. Кој сака може, ама и среќата са и делот. Кај нас нели тоа го викат некој е роден под среќна звезда, може би си чул. Дека Да, ние да, како исто по како француски се назив. кажува. Исто по француски се Гледаш кажува. колку се сите исти на крај луѓето. Како да кажам, тоа што се Фрази, изреки. фрази, свете изреки, мислам оти се исти во цел свет. Малку се различни кажувани, со малку може други зборови, ама на крај исто кажуваат.
Да, Тоа е тоа тоа. мислиме дека кузни колку Универзум, различни како се сме. кажа? Универзум, Да, да, тоа е универзумот. Тоа е тоа. Не, това не спојува секаде по цел свет. Добри луѓе, пак ќе кажам, што имат љубов, што имат почит, секаде ќе Се наоѓаат. Ете И тоа. јас мислам и дека се Да. наоѓаат луѓето некако. тоа е Значи ти кажа во Белгија враќање е никако. Не. Ништо што ми е, животот ми е тука. Многу ми е убаво, си имам све што ми треба, све што сакав, што пожелував еден ден да го имам и најстрекно што сум, што имам најдено една сопруга што ме разбира, што ме поддржува, како кажувате овде, мажот е главата, сопругата е вратот, го имам вратот и вола све. Затоа пак ќе кажам, зошто си позитивен? Оти сум среќен. Да. Па да. Или исполнет, нели? И исполнет Друг може да раз, се тоа каже, е да, многу, да, тоа е тоа е тоа. многу Да, важно, нели? да. Пошто не може човек да очекува цел живот да биде среќен, има и лоши, и убави работи, Точно. неубави работи. Ама сите што сакат да направат нешто, прво да го сакат и да го сакат најповеќе и полека. Што сакаш? ќе ти Добро име сега никој да не слуша, обично луѓето сакаат да мислат дека се доаѓа преку вечер, дека денеска се почнува, се одма ќе Почнав биде. према в 15 години, ја денес имам 55 години, тоа се вика 40 години позади мене. 40 години што се сталожеа во нозите, што се сталожеа во телото, да не ви бико покажам нозите, ми се полни со вени, со све. Тоа е, не од седење, не од чекање. Си ја го барав тоа е тој успех, си го направив. Ако не го бараш, ако не го правиш, ако не се инвестираш во тоа, ако не џабе, не ти доаѓа така. Има дел од, како кажавте, среќата, ама другото си го правите сам. Другото е работа. Имаш ли тука сретнато, не знам, млади луѓе што сакаат исто да се занимаваат со твојата професија, па не знам и да ги подучиш, да им помогнеш? Да, имав среќа да се запознам со такви неколку млади, што се успешни. Има еден што имаше 15 години, ми доаѓаше на курсеви за готвење, што ги правив во Public Room тогаш, француска кујна и све. Сега е во Швајцарија, во Лозан, една од најпрестижните школи и све. Јас на сите му пожелувам, дали е готвач тоа, да има еден така дете или еден човек што може да му учиш нешто и да биде успешен. Знаеш каква гордост имаш во тебе, само да кажеш што ти успее еден да го научиш и да биде топ и да биде добар. Тоа за мене е најголем успех. Добро, ама претпоставувам дека не сите луѓе се во можност такви да бидат, затоа што суетата е многу голема работа, за жал, кај многу луѓе со вакви ако не си професии. способен, не можеш да одиш подалек. Треба таа способност да имаш во тебе и да ја употребуваш. А мислиш ли дека, еве, например, суетните луѓе, според мене, не се во можност да сакаат да научат некого и да се пофалат дека помогнале на Сите некој? барат многу сите, не да кажувам сите, многу има. барат леснотија, да биде лесно, брзо. Нема. Едно нешто за да го учиш, не можеш од прва да го учиш. Треба 10, 20, 100 пати да го направиш. И ти кажуваш дека пак се не знаеш и нема ни да знаеш додека работиш. Тоа е. Сите мислат оти, ајде, направи ајде не, направи, имам медалја, имам си. Супер, браво. Тоа е првото степен. Ама колку степени чекаат уште позади тоа. И се што доаѓа брзо е така, мислам и дека брзо си се оди. Да, точно. Сега видов, ми текна зашто за деца, за млади луѓе зборевме дека во француското училиште некое предавање си имал баш на колешка, детата учи таму, затоа спомнувам. Имав така прилика да направам неколку работилници со млади и со све тоа. Јас секогаш пак ќе кажам, многу сум среќен, многу сум горд да бидам дел така од нив, да можам да им Особено да најмладите. Да, ме слушаат како да сум така некој, а сум тој човек што сум исто сите, пак ќе кажам. А многу сакам да им кажам неколку совети, неколку зборови што ќе им дават во нив таа храброст, таа енергија, за да може да додат понатаму. Ама да разбират, оти не е лесно. Ама пак ќе кажам, ако сакаш. И како најмалите реагираат вака кога некој зборува за готвење? Многу позитивно. Прво се многу срамижливи, оти професијата, за жал, од готвач, малку си на страна од све и од сите. Келнер малку си повеќе пред меѓу луѓето. Да. Готвачот е сегаш на страна, малку му е срам да се покаже и све. Ама полека се отвара и тоа треба, да бидиш отворен човек, да имаш комуникација. Комуникација во све е истова основата. Ако немаш комуникација, ништо не учиш и ништо не пренесуваш. Да, едно со друго е. Точно, пинг-понг.
Да. Даваш, Па и ти се децата враќаш, се, даваш, ти се па и враќаш. децата се Да. најинтересни, не можеш да ги излажеш. Зависи кој. Зависи кој. Имав една работилница, сега со луѓе со посебни потреби. Они се уште комплетно различно. Кажуваме деца, ама они се возрастни над 18 години. Така. Навистина може нема толку способни ментални светоа, ама се среќни луѓе. Они се посебни, ама може ние сме посебни за нив. Така. Знаете како учат они? Они имаат нешто така едно, нешто посебно, па ќе кажам, за нив, или ве сакат, или не ве сакат. Наискрени, они се. Да, повеќе како да се водат по инстинктите, по интуиција, не знам. Они го сеќат. Добар си, окей, не си добар. Чао. Стават на страна. Се сеќаваш имаше и кафуле кај нас во ГТЦ исто за лице со каде што работи, а лице со попреченост. Не Да. знаев тоа. Не. Јас познавам дури еден дечко што се запиши во угостителско. И успешен е. И успешен е, да. Во Белгија има неколку ресторани така каде работат, а многу се гледа, има многу среќни се. Имаат они така нешто, пак ќе кажам, посебно, што му е на нив и што ги сакам да се враќам на тоја тема со нив, оти ми се луѓе малку што ми се омилени. Сопругата работи со такви луѓе, она е одговорна за тоа и ме научи да бидам малку поблиску од нив. Да, нас често пати кога не знаеме. Сите се ставаме на страна, чекај, тој па не. Од незнаење Од тоа незнаење. повеќе. Ете така, од незнаење. Од Точно незнаење, така. не дека човек сака да ги дискриминира или некогаш од незнаење луѓето и грешат. Луѓето им е срам, им е тоа. Им е страв дури, И колку страв. и да е лош збор, им е страв. Точно. Ако разговарате со нив, вау. Јас сум голем емотивен човек. Многу пати ми се случува со една песна. Ете со ги еден македонските збор. корени. Да, и почнувам да плачам, тоа е тоа. Ама со нив го имам тој контакт што мене ме пунат со енергија. Ја влечат енергијата, ама ми пунат со енергија. Да, се враќа. Да, ете тоа. Кажа дека и на песни плачеш, на која македонска песна да те расплаче. Имаш некоја така што си. Дедо ми беше партизан, дедо ми беше човек што се бореше за Слободна Македонија, порано светова, беше пилот, беше морнарец, беше пилот на бродот што го однеси кралот во Марсеј и светова. Тоа има голема приказна поза. И јас сум голем патриот, ти си ја сакам Македонија. Не знаев оти толку ке бев пред да дојдам, ама од кога дојдов во Македонија, навистина и ја сакав како да секојаш живеев овде. Македонија ми е мојата држава, сум македонец, ако сум белгијанец. Неколку пати кажам сум пола, од типа 45 години живење во Белгија и 10 години во Македонија, ама сега луѓето кои ме прашуваат кој си, што си, јас сум македонец. Да. Да, многу среќен, многу горд, оти навистина толку мала држава што е сега, многу значи за поранешното, за историјата, за светоа. И мислам оти можеме сите како македонци да бидеме многу горди за една толку мала држава. Сега си има проблеми, си има све, ама мислам оти ние сме крив. Секаде. Ние сме крив од тоа. Сите кажуваат, тоа е Македонија. Не е Македонија. Една држава не може да биде, како да кажам, крива за нешто. Се луѓето што се во државата што се криви за тоа. Ајде да не збориме сега за... Добро, ма Ива види, тоа е малце поинаков мајндсет, затоа што ти се немаш родено тука, имаш можност, си имал можност да барем во поразвиена земја да учиш, да студираш, да живееш. А учев многу различни ствари, оти разговарам јас со сопругата. Кајна се малце комплетно потешко и немаме ни толку за жал можности. Да, ама пак ќе кажам, ние ги правиме можностите. Ние ги правиме така. И тоа е пак ќе кажам се во мајндсетот, затоа што можеби го имаш тој израз чуено, јас не сум чула други луѓе што за себе зборат во демонитив. Можеби си го чул зборот македончето. Македончето, јас сум македончето, може да. Да, ма не, тоа го кажуваат како остај македончето, нас за тоа не бива. Сакаме самите многу пати да сме во улога на понизност, на жртви, на дека нас... Зашто е тоа најлесно, дајте го вистинскиот збор. Зашто тоа е најлесно. Извините што го кажам тоа, тоа е најлесно. Пак ќе кажам, ако сакаш нешто... нешто... за тоа не треба работа, треба само да кукаш, така го кажуваме. За професија, за све. Најлесно, извини, јас сум во комфорт зона, правам тоа. Ајде чекај. Не е тоа, бори се. Покажи се. Биди горд, биди среќен. Прај нешто за тоа.
Луѓето ќе те препознат и ќе сакат, ќе те сакат. Не И ќе па ги ја сакат. ништо од него. Да. Бидејќи 45 години имаш живеено во Белгија, многу луѓе сакаат да се селат и се селат, што не треба сега да го сватиме како Не. трагична работа. Никако. Убаво е движењето и миграцијата на луѓе, но секогаш е поради тоа што ние кажуваме дека таму негде е поубаво, а тука не е. Е сега како некој што растел во лулката во гнездото на Европска Унија во Белгија, како е? Многу искрено кажано, и многу пати го кажам тоа. Од почеток кога дојдов овде, на вистина Македонија не е лесна држава, ама пример Белгија и Македонија 10 пати е полесно да се живее во Македонија од да се живее во Белгија. Зошто? Зошто Македонија со помалку средства можеш да живееш многу поубаво. Белгија све е направено и дадено за луѓе што не сакат да работат. Да, наискрено кажам. Социјалното е најразвиено во Белгија. Луѓето што работат се казнети за мене. Оти они плаќаат за луѓето што не работат. Сите млади што ќе одат и повозрастни да работат во Белгија, супер, ама голем дел од нив одат таму за да имат профит, не одат таму за да работат. Го знам од 45 години што живеев таму, се знае кој работи, кој не работи, кој доаѓа, си зема 1000 до 200 евра од шомаж, од социјално, и што си прави? Си ужива. И после си доаѓа во Македонија за, и си ги фрла парите така, јас. Извини, тоа не е почит кон Македонија и не е почит кон Белгија. Ако сакаш да успееш, ако имаш две раци, една глава, можеш да успееш и во Македонија. Да, ете, валјда треба, не дека сега некој ќе рече дошол некој нас од странство да ни кажа, ама Не. тоа е вистината. Јас 10 години Што- сум тука. И 10 години Да. го гледам тоа. И на сите млади му кажам, одете, 2-3 години. Ама тоа е учете здраво таму, и учете убаво таму, е да. човек да прошета и Ете секаде така, да да, живее. да. Зашто кај нас и другата страна е тоа трагичното сваќање дека ако ти си иселил, не ја сакаш државата, а си фрлил камен, пак ќе кажам, затоа што ние не можеме да студираме толку лесно во странство. Беа скапи. Ама се студира во Македонија. Ама- Голем дел од нив студираат Така. овде, имат факултет, имат универзитет, имат све завршено овде и после одат во странство. Да. Ама во Македонија нема да ја прават таа работа што ќе ја прават таму. Е тоа, да. Зошто? Ако ја правиш таа работа. Доше тука во срамота. Па извините. Сите почнавте на ниско ниво и полека се качевме. Не можеш да бидиш Одма генерал директор. и пред тоа да бидиш обичен војник, извини, има степени, има све, тоа е тоа. Така е. Затоа кажувам, младите што одат, супер, одете 2-3 години, Нормално учете, е човек дека треба да одиде. ќе бидите на друго ниво, кога ќе се вратите овде, имате искуство, ќе бидите над другите што останаа. И тоа ќе ве прави вас да бидете различни од другите, ќе имате нешто посебно што ќе можете да го продавате, што ќе ви донеси пари. Еден занајд, едно нешто што другите го немаат. И тоа вреди. Нормално искуствата, патувањата, луѓето што ќе ги запознаеш. Дали овој мајндсет и пак начин на живот го практикуваат и твоите деца? Кажа дека имаш возрастни деца. Му го учев тоа, му го пренесев моето мислење и све тоа. Сите не можат да мислат како мене и среќен сум, оти може што јас мислам не е добро за сите. Не е правилно. Па може и не е правилно, Така. тоа ми се моите правила. Јас така како кажам сум пораснат на тој начин. Не сум верник. Ги почитувам сите вери, ма не сум верник, сум атеист. Ама ги почитам сите, дали сум муслиман, православен, католич, будист, све. Јас секогаш кажам оти тоа се како да кажам, религии што ти прават добар човек. Мене има две луѓе што ме направиле како сум сега. Тоа е баба ми и дедо ми. За мене они ми се Бог. Така. Е тоа. Мислам оти товие правила што ги научив тогаш ме направиле да бидам тој што сум сега. А тоа Да. го имам забележано, ете гледаш
По тој начин си бил растен како македонец, затоа што Да. по странство, даделки, градинки, а ти си растел со баба и со Со дедо. баба и со Како дедо. што се расте и у тука во Македонија. Да, точно така. А ја растев. Што сигурно да. твоите другари во Белгија не живееле исто како тебе, да речеме. Јас играв со нив, играв во улица и све Не, тоа. не живееле како тебе, имале дадинка, точно. може би оделе во градинка, не биле со баба и дедо цело време дома. Точно така, да. Тоа сигурно, да. Таму дали сте големо семејство? Растеше ли така со големо семејство, браќа, братучетки, луѓе или бевте сами? Не, бевне сами изолирани. Да размислите ти тогаш беа како мигранти. Па мигранти. Во 63-та после земјотресот кога отидоа баба ми, дедо ми, мајка ми, тетка ми све тоа во Белгија беа како рефуџи политики. Добро, да. Така не знам како да го Политички азили, Ете така, тогаш после земјотресот навистина и за да можат да живеат во Белгија беа како мигранти. И полека влезоа во тој систем и све тоа. Тешко е, не знаеш ни јазик, потешко се учи јазик. Во 6-та година нема курсеви, нема книги. Имаше и полека, ама дедо ми успеа се беше вработен. Баба ми беше дома, она го држеше семејството. Тетка ми заврши стоматолог, све тоа. Таму? Таму. Она беше овде како доктор, почна како лекар и све. Мајка ми како меканичар забомеканичар, така се. Заболекар. Заболекар, да. Вујко ми како за мебли, тоа за прајање света. Секој си работеа, секој си направи семејство, секој си имаше куќа, сите никој не од нив не зависеше од социјалното систем. Ние сме многу работлив народ, барем сме за тоа. Да, ја така сум пораснат со луѓе што работат. Па затоа и така мислиш и затоа така работиш. Ете тоа. Да. А готвач нема никој друг во фамилија. Татко ми не професионално. Не, татко ми од све јас многу мало се како да кажам, не се гледав више со татко ми, ама татко ми беше полицајц, што знам, 15 години беше полицајц и после отвори кафана со мајка ми. И он после дојде готвач и правише театар и такви ствари. Може од тој гени ги имам малку од него. Кафана како кај нас или кафана за збориме за кафана. Како паб. Имаше кафана што се правише јадења типични белгиски. Од Брисел од беше Брусел. Брусел е како да кажам посебен град каде се збори и бруселоа дијалект, бруселски дијалект, има бруселската кујна, има такве посебни специјалитети што се прават само во Брисел. Па татко ми беше тој дел од тој фолклор, да кажеме, од бриселскиот традиционалната храна, како кај нас кафаните, тука и таму. Театар и све тоа, да. И благите, ама ти благи не си научил благо да правиш. Или вафли правиш. Се научи да ги правим све тоа, ама пак ќе кажам тестото не ми е омилено. Добро. За вафлите ако мора да се полесно, вафлите полесно се прават. Полесно да се купуваат. И полесно се купуваат. Па на тоа мислев се купуваат. Затоа што по белгиското чоколадо е едно од најубавите. Па се знае белгиското пивото, има пуно ствари што се познати. Добро, за пивото да не се скараме, јас мислам чешкото дека е пубаво. Има и во Македонија, има пивово пиво. Има, да. Многу се има и темно, има и све сега. Сега има и повеќе што прават ама и постои мали белгиското пивари. пиво, го има малку секаде и тоа е познато. Е повеќе достапно. Повеќе е достапно, можеби и ради тоа и чоколадите. И чоколадите почнуваат полека, да. Да, а од нашиве благи работи, баклава, што ти се свиѓа најмногу? Ја обожавам ја тулумба, јас ја пораснав со тоа. Имавме турци во кварталот каде живееме. Па тоа се сите благи од нив. Тулумба, катаиф, баклава, ја пораснав со тоа. Па се дена тулумба. Па и кај нас, усвари, со тоа пораснавме, ама тоа сите што имаат сладкарници во Чарши и низ градов се луѓе што се главно босанци, турци, муслимани, затоа што мислам дека они прават најубаво благо. Најубавото, да. И Симит Погачата. Симит Погачата, да ви кажам право, не ја познав додека дојдов во Македонија. Па тоа само и во Скопје има, нема ни на друго место. Само овде го има. Има прилика во една од емисиите да го присутам. Шо ми прави сега? Леп со леп, како викаме ние. После. Тоа е многу убаво. Супер, така од Сабајле, навистина, ама
Ама тоа кај нас, мислам тоа кај нас. Тоа е типично скопско, да. Скопско и се знае дека е тоа после излегување, дискотека, кафана, зошто... И чорба од сабајле. Тоа и чорба. тоа ма ми беше чудо. Ама и тоа, ма се навикнав тоа да има, тоа се навики што се овде што никогаш не се предава во Белгија. Чудно ти беше чорба дека за доручек јадеме. Чорба од доручек, кој во Белгија се јади. Со ракија. Круасани, така. Со ракија плюс. Да. И плюс да се пие ракија од почеток до крај. За нас во Белгија во навиките ракија се пие на крај како дижестив. Да. Една, две, три, зависи кој како оста, ама никогаш не се пие од почеток до крај. До затварање. Ама окей, и тоа се навикнав. И многу ми е вкусно. Да, чорбата. Па со леп, со павлака, со се тоа. Да, имав и тоа прилика да го пробам. Има неколку места така што се посебни познати, за жал што не може, може да се кажа, маме, мислам ти луѓето ги знаат, кои се сите овие кафани што се посебни со посебни специјалитети и све тоа. Јас сум гурман и ги посетив сите, ги пробав сите. И дома предпоставувам дека спомена и ти готвиш. Готвам секој ден. Да. Василка, мојата сопруга е многу среќна. Да. Кој се македонски специјалитет, она ги готви. Ретко има, ама има, ми ги готви. Ама јас кога сум слободен, ја и готвам, кога се враќа дома, си има јадење справно и све. Добро, тоа зашто имам чуј на многу твои колеги, дека па дома многу не сакаат да готват. Нивни проблем. Нивни проблем, да. Нивни проблем. Јас сакам да готвам и уживам кога готвам и кога со сопругата си јадиме. Јас си готвам пак на мој начин. Се смени од кога сум во Македонија, на вистина мојот начин на готвење се смени. Се адаптира на локалните продукти, наmirници и све тоа, и на вистина готвам повеќе зеленчук, повеќе такви ствари што не готвам во Белгија. Овде ги Добро, готвам тука повеќе, имаме свежа во секој момент уште човек да не убавина. Јас пак товие домати што ги има овде, пиперките се убавина, не треба ништо појке. Фарко подпечени, парче сирење, Јас се сеќавам во кило леп да се макне. Јас се сеќавам во Чешка кога живеев и купував за да правам шопска салата. Нема врска тоа. Ти се трудиш да го направиш. Краставицата, доматот овде е во Белгија супер се сите копи-пейст, исти се, браво. За сликање врв. Ама за јадење само дршката мириса на домата, другото тоа е. Добро, на толку ладно време. Тука поубаво ти е што е топло, човек е повесел сонце која има. Да, и пак ќе кажам едно нешто што не можам да се навикнам и што ми е најтешко, што толку брзо се стемнува надвор и толку брзо сабајле има светло. Тоа е нешто што нема. По 4:30. Добро, денот е таму, летно време и до 11 дење. 10:30, уште е светло. Сабајле 7:30, 8, ајде уште е темно, ама полека. Овде 5:30 сабајле. Сонце. 4:30 темно, шо е ова овде? И уште денес ми е тешко да се. Да, тоа ме. Па и летно време е денот многу пократок од земјиве што се по на запад. Да, ама тоа ми е нешто не знам зашто. Тоа е. Ама имаме многу сончеви денови, тоа ти е пубаво од Белгија сигурно повеќе. Јас нешто што мразам најповеќе што го имав, таму беше да што врне. Цело време врне. Само тоа, врне. Овде врне, да, ама поминува брзо. А сонце, навистина. А викаш не се навикнува човек никога е таму роден и живее толку години на тоа сиво и ладно. Тешко тоа, не, ти влегува во, не. Може затоа се луѓето и поладни, порезервирани. Мислам оти климата има големо влијание на нивната расположение. На расположењето. Да. Видаш ти, Да. Тоа е мислам во сите такви земји, затоа па од друга страна медитеранските земји, балканските земји, па и толку се сиромашни, кој сака да работи, да речеме во една Грција кога има море, убаво јадење, те мрзи да правиш. Мора да работиш, не ти паѓа така парите ако. Да, ма еве се забележали во Скопје кога шеташ, дека ние секогаш не имаме пари, а кафаните се секогаш полни. Да. Тоа е нешто навистина феномен, да. Ама кога гледам не конзумират премногу една чаша кафе. Тоа е повеќе социјално да се видиме. Да, повеќе социјално да се има кафе, нешто да една вода, две вода, три вода, чекај. Повеќе вода од кафе овде што е тоа? Тоа го критикирав, јас во Белгија во таа професија ние си доаѓа кој ќе дое некој толку стара бабичка едно кафе, ама со една чаша вода. Да додава вода во кафето за да трае повеќе време или да не биде толку јак да кажеме кафето.
Ама после сат време, ајде, Добро, ние тука си забележал се заседнуваме по кафе. Па тоа, да, ама не консумирате многу. Имашо, да, има повеќе што... Тоа е да се видиш со луѓе повеќе. Да, или да се видиш, оти те гледат. Да те гледат. Да се покажеш. Да се покажеш, ете така. Значи тоа со кафето е универзално, секаде има луѓе што се седнуваат и заседнуваат во кафана, ама во во Белгија кафич. не се кажува одиме на кафе. Не? Не, одиме на кафе, овде Македонија одиме на кафе, а пијат рака и пиво. Ама во Белгија одиме да пиеме на чаша. А што има во чашата? Не се знае. On va boire un verre. Ке одиме да пиеме на чаша. А не кажуваме кафе или нешто, одиме да пиеме А на кај чаша. нас идеме да пиеме кафе и цел ден си у кафана со ракиите. Да, се лаже, Па сега така е, ние секогаш викаме каде ќе одиш на кафе. На кафе. А се договараш у 9 на Тоа вечер. да се каже одиме на пијачка. Тоа е по, да кажам, по нормално да се каже. Оти не се знае, ќе пиеш, што ќе пиеш, ќе пиеш. Да, па дали алкохол или не е алкохол? Вала. Да. По онет, по не знам како да кажам, honest, по англиски, по како да го По искрено. Искрено, вала. Да, ете и од англиски. Освен француски, македонски и англиски зборуваш или уште некој јазик? Англиски си зборам така, шпански си, италијански. Во мојата професија имав прилика да со многу луѓе да разговарам и све тоа. Основите зборови, основите се снаоѓа малку во сите јазици, Па да. добро, сметам дека од францускиот е потоа многу лесно човек и Латинскиот јазик, да разбира се што Италијански, се шпански, во да, латинскиот, да. да. И тоа сега дали е вистина затоа што си живеел таму, можеби во Белгија не толку, ама во Франција имам забележано кади да сум запознала луѓе дека не сакаат да зборуваат англиски. Вистина ли е тоа? Французите се познати за тоа. Во Белгија, белгијанците се познати како да бидат полиглот. Во Белгија да не Затоа што се да не зборуваат забораваш многу јазици. Се збори француски, фламандски, германски, тоа се учи у школу, на база се учи тоа во школу. Плюс англиски многу зборат и англиски. Работникот, белгискиот работник е препознат во цел свет. Од тие човек што збори повеќе јазици и е добар работник. Зошто посебно? Да, работник е. Тој дел фламандски дел да кажеме. Тој валонски дел малку се по медитерански. Да. Тоа е. Ама Ете тоа, французите се познати по тоа, дека Да, не французите сакаат да не сакаат, не зборуваат. сакаат. Тоа е одамна меѓу нив, меѓу Англија и Франција. Тоа е од времето, мислам од мој наш среден век Да. и претходно уште со кралите. Кој јазик е се зборува повеќе у светот? Англичаните доаѓа во Франција малку да ги, оние одат там и тоа имаше борба меѓу нив, а мислам од тоа е што не сакат да зборат англиски. Ама многу дел од нив го знаат, младите Вака знаат. на луѓе што не го зборуваат француски како мене, иако истиот јазик да речеме, белгискиот некако звучи многу по-мек за ува. Ние го слушаме Стромае, ако се кажа Да, ама вистински. Стромај збори француски. И е многу, па не Да. знам неговото дали дека е тоа пењето, некако ми е многу по лесно за слушање за уво. Или Лесно тоа за човек слушање. што не го збори јазикот, па така не изгледа нас. Le français belge, францускиот јазик во Белгија е малку различен. Има неколку зборови што не се употребени во Франција, што се употребени се белгисизм. Белгискиот посебни зборови за Белгија, како 70, 70 се Добре. кажува во Белгија, во Франција се кажува 70, 60 и 10. Тоа Да, чудно. 90 исто, 90, 80 и 10. А 90 се кажува во Белгија. Има неколку така различни во зборови, да, што не се, ама тоа е тоа, ме се разбираме убавезно. да, нас изгледа... Ама помек јазик во Белгија, мислам во Белгија малку е по проблемот што го има во францускиот јазик, го има тоа од јужниот дел и северниот дел. Тоа кога во секоја држава. Да, французи, се l'accent de Marseille, повеќе се пеат таму доле, а Да, горе не е малку толку по... сите на... Пошто ама имаат тоа е. медитеранско. Да, ете тоа. Ама францускиот јазик за мене е супер јазик. Ја пораснав со тоа, ми е мајчин јазик. Ама многу сум среќен од избора ми македонски, обавесно. И сега поради македонскиот, лесните се, например, околниве јазици, српскиот, бугарскиот, разбираш, можеш да збориш нешто? Да зборам не, оти малку ми е кирилица исто, јас го научив од кога дојдов во Македонија. Предходно Јас никогаш кога се договаравме на латиницата и пишав, Да, не знаев дали да, знаеш да, кирилица, добро. читам кирилица, ама не знам да возвратам, нема
тешко ми е Да да го напишеш. пишам. Да, ама го читам. Се научи да го читам, така полека, се научив. Сам се научив. Добра изложеноста кога е човек изложен. Да, мора, таблиците и све тоа, имаше и мора да се научив. Мене многу ми е тешко субтитул кој го има филм на телевизија. За брзо, не можеш толку брзо да го... Вау, неколку пати ќе чекај. Пауза малку, моля, не можам да го следам. Тебе сигурно и кога си учел поубаво да го збориш тука во Македонија, ти бил ние многу брзо Затоа зборуваме. многу лесно правиме јас со Василка, имаме компромис, си пуштаме на и она јас го слушам по француски, има субтитул по англиски, она си го слуша по англиски. Компромис. Компромис топ. Да. Така. Супер. Ти благодарам многу. Па мислам Јас мислам дека Многу си доволно... разговаравме денес, како кажам, сите ми кажат ти и плюс сопругата ти многу зборам, а мислам ти И мене ми супер кажуваат исто дома, така што... Па двајцата можеме да си кажеме, ти сме двајца дардалајка. Да се кажа по македонски, не? Како се кажа? Дардалајка некој што што многу збори? дрндаме, Што дрндаме. Мислам ти убаво дрндавте денес, а? Да. Тоа е Имаше сигурно уште многу. Уф. Да. Ама За ќе нареден пат. оставиме за следна Да. прилика. За нареден пат, Да, мислам. ти благодарам многу. Со големо задоволство. И беше навистина. Тоа е тоа, благодарам, чао.